Лайк, сподели и означи тројца пријатели за да добиеш патување, мобилен телефон или било каква друга награда од 14 јули ќе биде под лупа на институциите. Она што досега изгледаше како обична игра за следбениците на инфлуенсерите на социјалните мрежи, добива нова рамка и правила. Министерството за финансии ги регулира со закон популарните гивавеи кои сега ќе ги дефинира како игри на среќа. Целта е според надлежните да се знае кој организира, кој и на каков начин добива награди, па инфлуенсерите и компаниите пред да ги организираат дарувањата ќе треба да ги исполнат новите административни услови за да ја добијат дозволата, која треба да ја побараат 30 дена пред почетокот на играта од ресорното министерство. Доколку организатор на подарувањето е трговец поединац, кон барањето за издавање дозвола доставува правила на подарувањето, докази за потекло на наградите, документ за регистрација издаден од Централниот регистар, информација за економско-финансиската состојба врз основа на последната годишна сметка, доколку вршел деловна активност, доказ за платен на доместок, за поднесување на барањето во износ од 100 евра во денарска противредност, како и доказ за подмирени јавни давачки по основ на даноци, царини и придонеси. Во ред е да се регулираат награди како автомобили, станови и други поскапи работи, но не и цвеќари кои нудат букет како награда, вели инфлуенсерката Јелена Спенџарска за Канал 5. Според нејзе, потребна е регулатива, но истата треба да биде соодветно воспоставена според вредноста на објавата. Бутикот кај мене во мало, кој што навистина сака да подари, не знам, 3 фустанчиња на некој кој што можеби навистина му требаат, или цвеќарата кој што сака да подари букет за да се сподели некој лайк или чисто да се направи некој бренд ауернес на некоја мала компанија, мислам дека навистина треба да се направат некои отстапки токму за овие луѓе. Делот на giveaway со станови, нели станови се делеа или автомобили или не знам било што. И затоа велам, тука законот треба да важи. Тука е окей, сосема во ред, поддржувам. Нели не можеш ти сега туку така сега стан да добиеш. Мислам, можеш, ама нели треба да има некои процедури. Законот воено предвидува правилата на игра да бидат јавно објавени пред истата да започне, а резултатите, односно добитниците, да бидат објавени најдоцна 3 дена по извлекувањето. Наградите, парични или стоковни, ќе треба да бидат доделени во рок не подолго од 60 дена од објавените резултати. Од Сдруженијето на инфлуенсери засега нема официјален став.